Председателот Доналд Трамп го представи новиот план за имиграција со кој сака да ги убеди јавноста и конгресмените дека треба да се преструктурира системот на легална миграција во Соединетите држави. Според Трамп, постојните имиграцијски закони ги дискриминираат генијалците и исклучителните луѓе, бидејќи најмногу дозволи за доселување во Соединетите држави, така наречените зелени карти, им се даваат на ниско квалификуваните лица. Today we are presenting a clear contrast. Democrats are proposing open borders, lower wages, and frankly, lawless chaos. We are proposing an immigration plan that puts the jobs, wages, and safety of American workers first. Со новиот план се предвидува властите и натаму да доделуваат изброј зелени карти, како и досега, но значително повеќе на исклучителни студенти, професионалци и високообразовани луѓе. Предложениот премин на систем заснова на заслуги би означил драматично отстапување од досегашниот пристап во голема мера заснован врз семејството. Имено според властите сега околу 66% од зелените карти им се даваат на оние со семени и роднински врски, а само 12% на оние кои се талентирани. Исто така ќе бидат разгледани и факторите како што се возраста, знаењето на англиски јазик и понудите за вработување. Random selection is contrary to American values and blocks out many qualified potential immigrants from around the world who have much to contribute. Најновиот обид е предводен од зетот на Трамп, високиот советник Джаред Кушнер, познат по неговата тврда линија за имиграцијските прашања и се фокусира врз зајакнување на безбедноста на границите. Сепак, планот не се осврнува врз тоа што да се прави со милионите илегалци кои веќе живеат во земјата, вклучително и стотиците илјади така наречени сонувачи кои беа донесени во Соединетите држави како деца, што е главен приоритет на демократите. Ниту пак ги намалува вкупните стапки на имиграција, како што многу конзервативни републиканци би сакале да ги видат. Планот се уште не е прифатен од неговата партија, а камоли од демократите, и се соочува со тешка битка во Конгресот.